Ана, добре ни дојдовте во Култ култура на утринската програма на телевизија Телма. Поводот за нашиот разговор е вашиот јубилеј, 25 години кариера, што ќе го одбележите на 9 мај, кога ќе се појавите во улогата на Джилда во операта Риголето од Джузепе Верди, со која ќе започне 53-тото издание на мајските оперски вечери. Пред се честитки за овој јубилеј. И првото прашање е каков предизвик за вас е да се игра оваа девојка која е жртва на клетва фрлена врз нејзиниот татко? Па прво јас да ви посакам добре дојде во мојата куќа, матична. 25 години е вака звучи голема бројка, но мене ми се некако брзо поминати. Джилда ме врзува за едно време кога се уште бев млада во ансамблот. Сега, кога почнав, бев секогаш најмлада, сега сум веќе меѓу постарите. Предизвик е секогаш да се изигра улогата, без разлика дали предходно сум ја работела. Оваа представа имам работено и на други оперски сцени, во Дрезден. Рековте во Дрезден и во Штутгарт? Да, во Дрезден и во Штутгарт, со многу поинаква режија. Таму е актуелен тој режи театар. Ова е малку покласична форма и тој ќе ве праша во што се состои разликата меѓу она како сте ја толкувале предходно и сега што нуди режисерот Пиер Франческо Маестрини? Па ова е, би рекла, покласична форма, како што и беше предходната Риголето кај нас поставено, што ја имам веќе играно. Со тоа што има направено интервенции некои во карактерот на Риголето, малку поголема бруталност и малку по-експлицитна форма на сите девијации во општеството, што мене апсолутно не ми пречи, напротив ги сакам тие интервенции, заради тоа што сметам дека театарот е тука да не соочи со проблемите во општеството, не секогаш да го гледаме од една романтична страна. Што во техничка, вокална и актерска смисла бара улогата на Джилда од вас? Джилда е сега малку подалеку од мене, морам да кажам, и од таа причина актерски ми е потешко да ја донесам, заради тоа што јас сум веќе жена во години. И кога се обидувате да играте мало девојче, секогаш постои опасност дека ќе биде извештачено, дека ќе биде преуиграно и дека нема да биде едноставно природно. Сега јас сум поборник на тоа дека треба природното да го донесеме на сцена и начинот на движење и општење да биде природен. Што се однесува до музичкиот дел, сепак мојот глас веќе во еден друг правец се движи. Тука ќе таа наивност во гласот што ја носит исто сопраните кои што се помлади, колешките кои што ќе превземат оваа представа, се надевам после мене, тоа веројатно ќе се осети дека еден позрел сопран кој што изискува да работам и фала Богу досега не ме има издадена таа флексибилност на гласот, мислам дека нема да имам тука никакви проблеми. Се надевам. Вашите професионални почетоци ги направивте овде во Македонската опера и балет, каде го снимаме овој разговор на ваши 21 година во улогата на Лучија во операта Лучија од Ламермур од Доницети. Па, кога ќе се присетите на тие ваши почетоци, што би ни кажале? Па да ви кажам искрено сега од оваа гледна точка, тоа секогаш го велам, просто е лудо. На 21 година да пеете Лучија, сега вака како ќе помислам, ми се тресат нозете. Но како и секој млад човек, несвесен за тежината на некои работи, ете и со таа некоја вокална спремност која што јас сум ја имала веројатно во тоа време доволна за да можам да ја издржам и на еден, да речем, пристоен начин да ја донесам улогата на сцена.
верувам дека сум била растеретена едноставно заради незнаењето што значи всушност оваа улога. И јас можам само да кажам дека беше едно прекрасно искуство и шокантно на крајот од тоа како резултираше, односно каков одговор добив од публиката, колку наеднаш тој наплив на на љубов од публиката, на поддршка од публиката, на прием од публиката ме шокираше. Вашиот професионален пробив на европските сцени започна со Германија, конкретно во Мајнц, па Минхен, па Берлин. Настапувавте и во Државната опера на Австрија во Виена, бевте и член на операта во Штутгарт, па сепак вниманието на јавноста го привлековте кога во 2014 година бевте прва македонка која настапи во Метрополитен операта во Њујорк во улогата на кралицата на ноќта во операта Волшебната флейта од Моцарт. Тогаш американската критика не штедеше позитивни зборови за вас, а и вие рековте дека ја живеете најубавата кралица на ноќта. Дали се уште така мислите за оваа ваша улога и зошто? Првата кралица на ноќта сепак ја отпеав тука на овие простори, но многу брзо дојде понудата од Виенската штатсопера. Практично таа ми беше втора продукција која што ја отпеав во оваа улога. Таа е улога која што можам да кажам ја означи мојата кариера. Таа улога ми ги отвараше секаде вратите и секогаш се плашев само да не останам само на неа, бидејќи таа опасност постои во нашиот фах. Кога еднаш ќе ве запознаат како интерпретатор на одредена улога, поготово оваа е специфична и спаѓа во еден посебен фах. Најчесто ви се редат така работите да од една во друга продукција без можност да отпеете нешто друго или да покажете дека вие и нешто друго можете и знаете, заради тоа што се редат навистина брзо, кога еднаш ќе ве слушнат, веднаш се доаѓаат повици од многу оперски куќи, поготово кога ќе стигнете и до Метрополитен опера, веќе вие сте, како да кажам, имате печат дека сте добар пеач и дека секој би требало да ве има на репертоарот. Јас имав среќа дека долги години, може 15 години, бев член на оперската куќа во Штутгарт и таму имав можност да работам со прекрасни режисери, со едни врвни режисери, за кои што ги изработив едно 15-тина улоги, кои што не се кралицата на ноќта и кои што се во мојот репертоар и на тој начин мојата потреба, мојот апетит за улоги и работење на нешто друго го нахранив. Кралицата на ноќта е една исклучително виртуозна улога. За жал секогаш велам, јас сум пеач кој што сака да игра на сцена. И секогаш ми било многу малку, заради тоа што таква е улогата и така е компонирана да практично има само две арии. Кога ќе кажам само, моите колешки знаат што значи тоа само, две арии, две исклучително тешки арии. И тоа се два исклучителни, како да кажем, моменти во таа оперска вечер, но нема простор за градење на ликот. И мене тоа секогаш ми недостасуваше во оваа улога и од таа причина имав потреба нешто друго да правам. Настапувате во странство, а и дома, за тие што не знаат, да кажеме дека сте првенка на македонската опера, сосема заслужено, па кога би ги споредиле условите и третманот за работа таму и овде, што би ни кажале? Ние имаме тука еден, би рекла,
за жал, систем кој што не сум сигурна колку долго ќе се одржи. Но од друга страна сме навистина заштитени како пејачи и воопшто како културни дејци, заради тоа што немаме потреба, како што е тоа на Запад, да ги обновуваме договорите, значи на секоја година или секоја втора година да се обновува договорот, што значи дека вие во минатите 2 години треба да покажете дека навистина треба да и сте заслужиле да ви се продолжи договорот или да добиете друг подобар договор. Што значи дека треба да сте секогаш на висината на задачата, да работите на себе, да не се задоволувате со тоа ниво на кое што сте сега, туку да се трудите и стремите кон едно уште повисоко ниво, заради тоа што конкуренцијата е немилосрдна и во првиот момент ако се опуштите, вашето место ќе биде завземено. Тоа е што се однесува до работата на самите ние што треба да направиме за нас. Друго, се работи за еден репертоар, односно за оперски куќи кои што плански ги работат и ги поставуваат представите. Во однос на тоа каков ансамбл имаат во моментов, гледаат да го искористат максимално. Значи, представите се формираат и насловите се ставаат според тоа кои интерпретатори ги имаат. Се гледа низ кои представи пејачите ќе растат. Значи, не веднаш да се влетува во големи репертоари и тешки репертоари за еден млад пејач, заради тоа што тоа може многу често да значи контрауслуга. Така е. Гласот не е созрен. Јасно, и дека тој пејач едноставно на крајот нема да има толку долга кариера колку што се очекува и практично ќе изгори со некои од улогите кои што ќе му бидат дадени. Значи има представи за помлади пејачи, се поставуваат жанровски различни репертоари, низ кои што ние пејачите растеме. Посакувам и ние некогаш да работиме на таков начин, да се грижиме за младите пејачи, да имаме репертоар во кој што ќе бидат застапени барокни представи, во кој што ќе бидат застапени Моцартови представи. Меѓу пејачите тоа се знае дека Моцарт е една хигиена на гласот и Моцарт е една школа која што технички ве спрема за се што доаѓа понатаму. Значи, ако го совладате Моцарт, можете понатаму многу полесно да одите во друг репертоар, а за жал обратно не оди. Тука би сакала тој аспект малку да се погледне, за да имаме квалитетни пејачи, за да имаме пејачи кои што ќе го носат репертоарот, ние секако дека имаме, но зошто да немаме и повеќе. Овој разговор го започнавме со вашиот јубилеј, а да го завршиме со роденденот на Охридско лето на 4 август. Ќе го заокружите кругот што пред 65 години го започнала вашата колешка Ана Липша-Тофовиќ. Па се знае ли програмата на рециталот? Што ќе изведете? Тоа ќе биде рецитал со една прекрасна пијанистка Анахит Тертакактјан од Ерменија, една колешка со која што долго време веќе соработувам. На репертоарот ќе бидат дела од Моцарт, Хендел, значи тоа што го зборувавме, хигиената на гласот и техничката подготвеност, да се покаже на дело. Една музика која што јас посебно ја почитувам и ја сакам и во која што се чувствувам дома. Ви благодарам многу за разговорот. Ви благодарам и јас.